Дарите не се подаруваат. Тие доаѓаат од луѓето што не веруваат во зададеноста на судбината. Од луѓето што ја менуваат сопствената стварност. Ова е приказна за тие луѓе. И за UNDP, програма што 3 децении ја менува нашата реалност. Оваа приказна започнува во 1995 година. И не е случајно што почнува со средување на кеот на Вардар. Ова најдолго и најубаво шеталиште на македонскиот главен град. Кејовите не се само шеталишта. Тие се символ на поврзаноста на човекот со природата. Кеот за мене е мојата канцеларија од пред 13 години. Постојано сум тука, значи, ако трчам веќе полни 17 години, просек некои 400 километри месечно трчам, значи околу 5000 километри годишно, така што многу време сум на кеов, во текот на целата година, зимо, лето, пролет, есен, во било кој период. Кеот е гордост на секој град. Тој е показател на нашиот однос кон средината во која живееме. Собиралиште во кое се дружиме. Терен на кој спортуваме. Место каде што младите се бакнуваат. Во делот на кејот на Вардар немаше никакви ни спортски, ни рекреативни активности. Зошто го побара граѓаните на општина Гостивар во форумските сесии? Сакаме во овој дел на градот да се создадеме добра, атрактивна понуда за сите граѓани, за сите граѓани кои си имат лица за посебни потреби, за децава, за ранливите групи. Тие ги побара и мостовите. Да не беше, значи, поддршката од страна на UNDP за проектирање на овие мостови, ние не можевме да имаме реализација во текот на оваа година, која се предвидува да се реализира едниот од мостовите. Во процесот на децентрализација, целосна поддршка општините ја има од UNDP. Дали во јакнење на општинските капацитети, јакнење на човечките ресурси, дали инвестиции директни и влијанието на сите овие проекти е мощно голема. Каде што се кејовите, таму се реките и луѓето. Каде што се реките и луѓето, таму се мостовите. Секој мост е приказна за себе. Се наоѓаме на новиот мост на реката Брегалница, кој што ја поврзува општина Зрновци со градот Кочани, а понатаму и со останатите градови во државата. Претходно овде имаше стари дотраен мост кој што страдаше во поплавите од 2015 година. Благодарение на UNDP, канцеларијата во Скопје, која што аплицираше до европските фондови и ги доби средства од штета од поплавите 2015 година, од кој што значителен дел на средствата беа употребени токму за изградба на овој мост. Овој мост представува главна артерија на поврзување Зрновци Кочани, бидејќи сите оние институции кои што се одржува на ниво се и подршни, исто така значи се однесуваат и за општина Зрновци. И граѓаните своите потреби значи ги задоволуваат во градот Кочани. Во изминатите 30 години, Програмата за развој на Обединетите нации инвестираше $250 милиони во различни проекти во земјата. But beyond the numbers, this support represents trust, alignment, and shared purpose. What matters most is the trust that we have built with our donors, partners, national institutions, and beneficiaries. Everything that we do at the invitation and on behalf of the government of North Macedonia, ensuring we are fully aligned with the national priorities reflected in the National Development Strategy, EU accession agenda, and both of them fall under the overarching umbrella of Sustainable Development Goals.
Имав чест да бидам меѓу првите вработени на проекти и имав можност да работам во непосредна соработка со Министерството за животна средина. Во времето кога темите за одржлив развој и еколошко управување што туку добиваат на значение. Во подоцнежните години ја продолжив мојата професионална приказна во тимот за оперативна и административна поддршка на канцеларијата на УНДП. Работата позади сцена понекогаш е тивка и невидлива, но секогаш е суштинска. Горда сум што бев дел од таа поддршка и бев сведок на реалните и долготрајни промени. Мајка сум на девојче со церебрална парализа, потешка форма на церебрална парализа. За жал, нашето општество не е, да речам, соодветно прилагодено за лицата со попреченост, особено за лицата кои што се движат во количка. Парковите, игралиштата, овие деца немаат пристап, немаме пристапни паркови игралишта, ево во Охрид, единствено место каде што може да се шетаат овие деца можеби е негде на кеј, на шеталиште, меѓутоа како другите деца не можат да го живеат, не можат да го живеат своето детство. Во еден момент од општина Охрид објавија конкурс за Reload програмата за грант и ние аплициравме со проект Инклузивна игротека, кој што беше прифатен и тој овај простор кој што сега се наоѓаме. Unë jam Egzon Ameti, shef I restorantit New Vintage Kumanov. Si restorant gjendemi në qytetin e Kumanovës, kapaciteti jonë I lokalit është 200-250 persona. Në lidhje me projektin e UNDP, cilët morën vesh nga Agjencioni për Punësim, neve na ndihmoj për rritjen e kapacitetit të punëtorëve dhe praktikantëve tonë. Gjithsejt kanë qenë 4 praktikantë të pranuar në lokalin tonë nga ky projekt I UNDP-s. Ky projekt nga UNDP na ka ndihmuar edhe për të rinjt tonë të cilat gjenden, domethënë ndihmojnë për mos largimin nga qyteti jonë dhe ndihmojnë të rriten të hyrat dhe parat të cilat mundohen t'i lajnë jashtë shtetit, ata na ndihmojnë si bizneset vogla të rrinë në qytetin tonë dhe ta ndihmojnë si bizneset vogla për neve. Во 2017 година се собравме колешки, комшивки, другарки, професорки, земјоделки, мајки, керки, домакинки, жени од 20 па до 70 плюс години, со цел да формираме група на рурални жени од Преспа. На првиот состанок бевме 10 членки жени, а потоа таа бројка достигна до 18 жени, а денес сме 26 жени членки. Рурални жени од Преспа се препознатливи по нивните кетеринзи со вкусна традиционална преспанска храна. Од 2020 година започнавме со култивирање на планински чај низ повеќе локации низ Преспа. Исто така започнавме и со насади на боровница и малина. Реалните промени се предизвикани од реалните потреби на луѓето. А реалните потреби треба некој да ги препознае. Треба некој да не поддржи. UNDP ги препознава потребите, а промените ги прават луѓето. И младите, и децата.
Qerdhja u themelua në vitin me 15 mars të vitit 2013, si qerdhe e parë private në Tetov. Qerdhja u themelua në bashkëpunim me NATCO me subvencionim nga Qendra për Punësim dhe UNDP. Dhe në këtë rast, unë sot në fillim ka qenë si biznesi dhe biznes ku kisha kapacitet vetëm për 30 fëmijë, sot Qerdhja ka kapacitet për 120 fëmijë dhe kjo është një rezultat i arrit për këto 12 vite. Обкружувањето е битно за сите нас. Не треба човекот да ја победи планината и не треба ни планината да го победи човекот. Човекот постои само во природа и природата постои со човекот и со животните. Се наоѓаме во Национален парк Галичица, локалитетот Костобачило. На овој локалитет јавната установа оформи репродуктивен центар за европски елен. Активностите ги направивме во рамките на програмата EU за тебе, финансирана од Европската Унија, активностите ги спроведовме заедно со UNDP. Во рамките на проектот, преку UNDP набавивме 24 женки и 6 мажјаци. Од овие 30 единки вкупно, сега после 6 години, бројката е некаде околу 300. При што имаме во природа пуштено 30 единки. Значи, јавната установа Национален парк Галичица има долгогодишна традиција од соработка со UNDP. Во многу наши активности се вклучувал UNDP со совети, поддршка, вклучително и финансиска поддршка. In 3 decades, North Macedonia has made significant progress, and UNDP is a proud partner that worked with its people and institutions along the way. This anniversary is also an important opportunity to express our deepest gratitude to our donors for their constant support, to our partners who for 30 years have supported North Macedonia through UNDP. Стратегијата ги утврдува основните цели, основните приоритети и најзначените развојни политики до 2044 година, практично во сите сфери на општественото живење на Република Македонија. Инклузивноста фактички и транспарентноста се огледа во фактот што голем број на субјекти беа вклучени во изготвување на програмата. Преку 200 домашни и странски експерти. Бројни научни институции од земјата и странство, вклучувајќи тука и Македонската академија на науките и уметностите, која што активно партиципираше во сите фази на изготвување на програмата и мислам дека даде, да речеме, посебен печат во дефинитивното обликување на стратегијата. Побарав информации на интернет, најдов дека се квалификувам за да аплицирам за овој зелен финансиски инструмент како дел од ранлива категорија во државата и благодарение на UNDP сега останов решението за грејење и ладење со клима уреди кои што се енергетски ефикасни и покрај тоа што ќе имам, најверојатно се надевам, помали сметки за струја,
генерално се насочени кон заштита на животната средина, па ќе имаме помала емисија на штетни гасови, влијанија и така натаму. Со UNDP имавме еден проект и мерка за зелени инвестиции, каде што заедничка инвестиција направивме бојлер за топла вода со соларни колектори. Моментално со таа инвестиција околу 15% заштедуваме енергија на топла вода, која што претходно ја користевме гориво за да ја загрееме таа вода. Се разбира, овие проекти се значителни за едни средни компании како нас, меѓутоа сите и се надевам микро, мали предпријатија, бидејќи даваат можност за некој побрз развој, некои нови технологии воведување. Бенефитот на општината е многу голем, не само што финансиски, туку и од научен аспект, пошто добивме резултати кои што ни се многу битни, а тие резултати самата општина ретко која би презела таков начин да изврши испитување на составот на PM частичките. Резултатите покажаа една добра слика, односно реална слика, каде што веќе знаеме каде да се движиме и каде да ги бараме причинителите на загадување. Најголем причинител на загадувањето испадна дека е од загревање, односно користење на фосилни горива, дрва, пелети и нафта. Втор причинител на загадувањето е сообраќајот и трет е негде така наречената сообраќајна прашина. Работејќи заедно на развивање на идеи до конечна реализација на терен, UNDP ја поддржа општина Богданци во повеќе проекти од различни области. Прво, изградба на инфраструктурни проекти, се работи за изграда на 3 улици околу здравствениот дом во Богданци, набавка на противпожарна опрема за пожарните единици, набавка на опрема за снимање и емитување на седниците, што добивме поголема транспарентност како општина и директно следење во живо на седниците на Советот на општина Богданци, иницирање и организирање на форумски сесии, каде преку предлагање на идеи и директно учество во одлучувањето на граѓаните се избираат проекти кои понатаму преку донација од швајцарската влада, а со менаџирање на UNDP се реализираат. Together with the communities, institutions, civil society and citizens, we have worked towards a singular goal, a better future for the people of North Macedonia. Ова е една повеќе децениска приказна за емпатијата, поддршката, здруженоста, соживотот, хуманоста. Но првенствено е приказна за луѓето и за идеите. Приказна дека соништата можат да се остварат.